гледачот е најлошата етикета на некој филм. А барем на овој терен, на теренот на религијата, како да не постои рамнодушност. Напротив, интригата преминува во отворена конфронтација на авторите на филмовите со црквата. Чуварите на светото, црквата од една страна, и богохулните провокатори, уметниците од другата страна. Дури и само сомневањето на Бергман дали Бог конечно ќе проговори или ќе остане да молчи, кај црковниот клер создава нервоза. И седмиот печат, и крици и шепоти се косеа со елементарната црковна етика, со нивната вистина. Не смее да се сомнева во Бога, велат. А во повоениот период, токму тоа беше највознемирувачката дилема, молчењето на Бога. Сега ќе поминам јас на слайдовите на фотките. Заедно со Бергман, уште еден голем уметник во своите филмови го има истиот омилен лик. Тивкиот Бог. Тоа е ова Бергман. Следното е од филмот Седмиот печат, а ова е веќе од Тарковски. Тивкиот Бог на Тарковски. Стилски се различни овие двајца автори. Сепак, двајцата се толкувачи на тишината и го имаат она неповторливо чувство за односот помеѓу екзистенцијалното и религиозното, духовното. На голема личност, значена личност во уметноста, како што е Сузан Сонтаг, за нив двајцата вели два стила кои заговараат тишина, гласно и меко. Тоа што се повикуваме на авторитети кои се работи за мудри луѓе, веќе е неизбежност. Фридрих Ниче, например, уште одамна 1882 година прогласи дека Бог е мртв. И по ужасите на Втората светска војна, невиденото крвопролевање, Господ беше повикуван да реферира. Ако постоеше, ова безсмислена војна ќе го натераше да се открие. Но и по овој пустош никој не можеше да го види Бога. Па така и Бергман и Тарковски во своите клучни филмови ја лансираа премисата дали молчењето на Бога треба да се смета за непобитен доказ за неговото постоење. Марта, ликот од Зимски светлини, вели Бог досега не зборувал, затоа што Бог не постои. Толку едноставно. Од почетокот на своето филмско творештво водеше идејата за светот без Бог. Во Седмиот печат таа идеја ја доведе до самиот раб на суштественост. Иако приказната е сместена во средновековна Шведска, филмот е сепак алегорија на модерното време. Верувам дека повеќето или сите вистински филмофили знаат, го гледале Седмиот печат. Сета таа тишина, апокалиптичност, смртта, тоа се елементите на суровост на постоењето, кои произлегуваат од признавањето на Бога. Бергман не бара доказ, ова е, мислам, едно од моите важни ставови за Бергман. Бергман не бара доказ за постоењето на Бога. Туку објаснување за неговото очигледно отсуство. Една метафизика, но брилјантно срочена. Страдањето е неразбирливо, па затоа не треба објаснување. Нема креатор, нема поддржувач на животот, нема дизајн. Тоа е текстот на свештеникот во Зимска светлина. Во подоснежните своји филмови Бергман ја модифицира својата режисерска преокупација
од метафизика во чист екзистенцијализам. И не се откажувам ни од Берман, ни од Тарковски, се уште има што да се каже. Тарковски кажува, кога бев многу млад, го прашав татко ми дали Бог постои, тој брилијантно ми одговори, за неверникот не, за верникот да. Спротивно на Бергмановите филмови. Верата во филмовите на Тарковски не е причина на лоша духовна и екзистенцијална состојба. Туку е решение за неа. Сталкер и Соларис се филмови кои таквата состојба ја осликуваат во манирот на научната фантастика. И треба да го спомнеме и Андрей Рублјов, неизбежно, неговиот така наречен религиозен хуманизам. Патем, ова е една од пикантериите кои веројатно ќе ви интересираат. Рублјов е снимен 1966 година, а државната и црковната цензура дозволуваат проекција во Русија дури 71 година, значи 5 години подоцна, и тоа во скратена или сквернарена верзија. Интегралната верзија е дозволена дури 1990 година. Јас имав привилегија 1970 година на Белградски фест да присуствувам на едно од светските премиери на Рублјов. Претходно беше 69-та на Кански фестивал и таму освои наградата на Фипресци од новинарите. Во друштво на овие двајца уметници секако спаѓа, мора да го спомнеме, и полскиот режисер Кшиштоф Кешловски со своите брилијантни филмови, особено со филмот Декалог, 10 Божји заповеди. И еве моето одушевување со Бергман и Тарковски може опасно да отиде исто така во метафизика, па затоа да видиме како други режисери приоѓаат на религијата како податна филмска тема. Да не ги заборавам моите фотографии, ова беше Соларис, Андрей Рублјов и Декалогот на Кешловски. Ова е Кшиштоф Кешловски. Се разбира дека најголем дел, во најголем број случаи, овие филмови предизвикале бројни реакции, колку против, толку и за, разбирливо зашто повеќето од нив имаат етикетата контроверзно, субверзивно, провокативно. И додека сме се уште на теренот на руските филмови, кои имаат она синкретичка, обединувачка функција помеѓу филмот и религијата, неизбежно е да се спомне режисерот Павел Лунгин и неговите одлични филмови Остров, тоа е ова, и Остров, и Цар, филмот Цар. Ова е Павел Лунгин. Одиме понатаму. Ова е Цар. Во 1999 година Кевин Смит ја сними комедијата со наслов Догма, на кого католичката црква фрли анатема уште пред да почне да се прикажува во киносалите, оценувајќи го како богохулен. Религијата е особено подобна тема за хорор филмови. А така еден од најпознатите во ова друштво, веројатно, на сите познат е Екзорцист на Вилијам Фридкин. Ова е Кевин Смит, а ова е Екзорцист, а ова е режисерот Вилијам Фридкин. Беше прогласен за неподобен, иако подоцна стана класик во жанрот. Филмот Пасија или кај нас познат како Страдањата на Христа 2004 година на Мел Гибсон ја разбранува јавноста. Критиките беа поделени од оние кои го фалеа заради реалистичкиот приказ на Исусовите последни часови, до критики поради насилството, манипулациите, обвинување имаше за антисемитизам. Последното Христово искушение
Мел Гибсон последното филмско искушение на Мартин Скорсезе од 1988 година со Вилијам Дефо како Исус. Иако беше прикажувано со назнака дека одстапува од вообичаениот портрет на Исус и дека не се темели врз Евангелието, филмот предизвика големи критики од страна на христијанската публика. Овој филм веројатно не го пропуштил ни 10% од жителите на планетава. Ова поглавје за филмот и религијата ќе го затворам со филмот на Тери Џонс и Монти Пајтоновците Брајановото житие. Ова е религиозна сатира од 1979 година на која одлично и прилега една сентенца на Марк Твен. Вели, ниту еден Бог и ниту една религија не можат да го преживеат исмејувањето. Како да Марк Твен го гледал филмот. Толку овој филм има една од најсочните истории околу неговото прикажување во добар дел од британските кина. Филмот бил непожелен во име на јавниот морал. А известна Мери Вајтхаус организирала кампања и растурала летоци околу киносалите кои го прикажувале филмот, иако со тоа само ја зголемила гледаноста и интересирањето и популарноста на филмот. Во Италија филмот премиерно е прикажан дури по 11 години од неговото завршено снимање. Во Ирска дури по 8 години, а во Норвешка со 1 година за доснување. И на таа тема швеѓаните направиле еден слоган кој велел: филмот е толку смешен што е забранет во Норвешка. И еве, да не го забораваме италијанскиот режисер Паоло Сорентино со неговите популарни ТВ серијали Младиот папа и Новиот папа. На известен начин, меѓутоа се случува чудо. Наеднаш Ватикан е воздржан, па дури и благо наклонет кон сериите, сепак подвлекувајќи дека се работи за каустичност, за несериозност, за гротеска и дека серијата е правена како додворување на американскиот филмски пазар. Сепак статистиката вели дека Младиот и Новиот папа во Италија имаат 3 пати поголема гледаност од Game of Thrones. И да заклучиме, пред вистината некогаш и Ватикан молчи. Ова више Сорентино. Да. Ајде да продолжиме ќе одиме на класи и расизам. Се надевам дека не бев ниту преопшен, ниту презнодевен со презентацијата за религијата, меѓутоа религијата е податна и во секојдневниот живот, дури и кафеанска тема, камоли филмска тема. За класите и расизмот во филмот. 1956 година екранизирано е познатото дело на Џорџ Орвел 1984. Филмот го режираше Майкел Ендерсон, а во главните роли беа Едмунд О'Брајан и Майкл Редгрейв. Ова е првата адаптација на Орвеловиот роман, па потоа следат неколку ТВ верзии, а на јубилејната 1984 година Майкл Редфорд ја сними својата верзија со Џон Харт и со Ричард Бартон. Ова е плакатот во втората верзија. Овете верзии на овој дистописки роман на Орвел, секој на свој начин го интерпретира тоталитаризмот, со што е засилен впечатокот дека предвидувањата и толкувањата на човечките заблуди го интерпретира Орвел, се разбира,
и толкувањата денес како да се уште поактуелни. Класниот конфликт и во романот и во спомнатите филмови се одвива како футуристичка драма, во која насилството, манипулацијата се препознаваат како модел на пирамида на капиталистичкиот систем. Еден вид визуализација на класниот конфликт. Некои податоци укажуваат, прочитав најдов дека филмот на Редфорд бил тајно финансиран од ЦИЕ. Голем дел од светската филмска продукција, особено филмовите кои претендираат да останат документ на едно време, запис за вечните и актуелни теми и случувања, се чини сосема природно и незапирливо го третираат времето во кое се создаваат. Сепак филмот ја има таа привилегија да се навраќа на историјата на човештвото, преку фикцијата да создава дела кои некогаш ги толкуваат, а некогаш ги извртуваат општествените историски токови. Се разбира, филмот ја има и таа привилегија да ја визуализира и иднината. Во зависност од непристрасноста во овој пристап, зборам за авторите, и во комбинација со уметничкиот влог, создадени се значајни филмски дела кои се сосема релевантен културен продукт, ниту малку подолу од литературата или од останатите уметности. Да се обидат да направат чиста жанровска или тематска подела на филмови кои зборуваат за класните конфликти, за тема расизам или пак национализам, се покажува сосема неприкладен за оваа прилика. Ќе го избегнам тој начин на презентација. Неизбежноста е да го започнам овој дел за класите со филмот Крстосурачот Потемкин. На мајсторот на филмската монтажа и филмскиот теоретичар Сергеј Ейзенштајн. Филмот е снимен 1925 година, а зборува за Руската револуција од 1905 година. Крстосувачот Потемкин е пред се моќен филм. Можам да замислам какво доживување биле неговите премиерни проекции за присутната публика. Зборувам за повеќето маестрално снимени и монтирани сцени, како онаа со побуната на морнарите на Потемкин и особено сцената на масакрот по скалите во Одеса. Верувам на сите што се занимаваат, макар и од рекреација со филм, знаат за таа сцена. Верувам дека ова последнава е барем 10 пати позаемена или плагирана во други филмови, па се потрудив и најдов дека Алфред Хичкок ја плагирал оваа сцена во странски дописник. Вуди Ален истата сцена во Бананас, Френсис Форд Копола во Кум, Тери Гилиамс во Бразил, Бран де Палма во Недопирливите и дури и Питер Сегал во Гол пиштол, комедијата, како и Џорџ Лукас во Војна над звездите. Гледајќи го, ова ви е господинот Ейзенштајн, гледајќи го Крстосувачот Потемкин, современен гледач лесно ќе го загуби трпението, препознавајќи ја советската пропаганда во овој филм. Пропагандата би можела да биде со наслов како беше урната ненародната власт. Но класната борба на Ейзенштајн беше само зададена тема. За него беше важно да ја примени својата теорија за режирање и монтажа. Тој се фокусираше на ритмичка сукцесија во создавањето, прво во создавањето на значењето, а тоа е теоријата, и силните чувства во практика, како изгледа во филмот. Ќе го спомнеме Метрополис на Фриц Ланг 1927 година. Го има класниот конфликт како предложка
Но тој одбира, Фриц Ланг зборувам, одбира, би рекол, малку помирно видување на таа борба. Борба која испраќа футуристичка опомена за опасноста која го демне светот. А Лени Рифенштал, германската режисерка од времето на Рајхот, го сними Триумфот на вољата. Имаше само една задача, да ја представи на светот моќта на Хитлер и својата, се разбира, моќта на Хитлеровата класа. Во тоа време филмот ја исполни својата намена, својата задача. Денес на овој филм се гледа како на кинематографски подвиг од епски размери и како на уметнички продукт. И како резиме, сите три спомнати филмови се значајни поради две круцијални функции. Зборувам за Триумф на вољата, за Крстоносецот Потемкин и за Фриц Ланг за Метрополис. Значи, поради две круцијални функции кои ги оствариле овие филмови се значајни. Политичката, која се снимени, и кинестетската, истекот на еден временски период. Листата на значајни филмски остварувања, чие што доминантна тема е класниот конфликт, ја сведам на неколку наслови без оглед на нивниот филмски жанр. Еден од нив секако е филмот Модерни времиња, ова е Метрополис, ова е Фриц Ланг, поминавме Триумф на вољата Лени Рифенштал и одиме на Чаплин. Еден од нив секако е Модерни времиња на Чаплин, брилијантна сатира за проклетството на човекот од секогаш да биде осуден на класна припадност. Потоа доаѓа Спартак, зборувам хронолошки, на Стенли Кјубрик, кој ги дава корените на класните конфликти од античкиот период. Филмот Бразил на Кјубрик, се разбира, филмот Бразил на Тери Гилиам и Пеколниот портокал на Стенли Кјубрик се двата дистописки филма кои класното насилство го сликаат од футуристичка перспектива. Тука секако треба да се брои филмот на Виторио де Сика Крадци на велосипеди, кој во познатиот неореалистички манир нуди една поинаква, би рекол помека, но и потескобна слика за вариациите на и методите на класното диференцирање. Виторио де Сика, ова е господинот де Сика. Дури во детската филмска литература имаме примери за класна диференцијација. Би го спомнал одличното екранизирано дело, новелата на Роалд Дел, или на Роалд Дал, Вили Вонка и фабриката за чоколадо од 1971 година на режија на Мел Стюарт. Да спомнем и неколку филмови од понов датум. Филмот Джокер на режисерот Тод Филипс. Прилично мрачна слика за тоа како поединецот е жртва на доминантната класа, чии што методи се маргинализација и пресија врз него. Навидом се работи за филм кој драматуршки се фокусира на главниот лик, но повнимателното негово следење открива и покомплексни опоменувачки пораки. Ова е режисерот Тод. Паразит, кореанскиот филм на режисерот Бонг Џон Ху, мултижанровска сатирична автопародија, би рекол, во која директно се посочуваат причините за и последиците од класната раслоеност. Филмот не е само критика на едно општество, во случајот корејското, туку слика за глобалната поделба на богати и сиромашни.
и на се поголемиот јаз меѓу нив. Ова е режисерот на филмот Паразит, а во Англија, ова е Англија, е наслов на филмот на Шейн Медоус од 2006 година, на кој морам да го спомнам, а исто така и Оскаровецот 12 години роб од 2013 година во режија на Стив Маквин, ова е господинот Маквин. Ова се сјајни примери за доследност во третирањето на проблемите од класна и расна природа. Сега ќе искористам едно интересно гледиште на еден значаен ционист од времето на раното социјалистичко движење, инаку современик на Маркс и Енгелс. Неговото име е Мојсей Хејс. Тој е со став дека историски борбата за класи е примарна, а класната борба е секундарна. И потоа вели, со престанок на антагонизмот на расите, ќе престане и класната борба. Тата во изведувањето на сите класи, во изедначувањето на сите класи на општеството, нужно ќе следи еманципација на сите раси. Може интересен став, иако во спротивност со марксистичката теорија. Мислам дека е доволно да за класите. Темата за расизам е последната подтема за оваа презентација. Светската кинематографија експлоатира расизмот во огромни количини, што е сосема разбирливо, зашто човечката цивилизација во континуитет е обременета со проблемот на расната нетрпеливост, насилството кое од него произлегува. Рековме дека класната борба и расната нетрпеливост се во комплементарна заедница. Мошно е често, како и во реалноста, така и во филмот, овој брак на двете зла е плодно тло за креативна акција, но и за политичка реакција. Добрите филмови од ова жанровско милје извршиле силно влијание, зборувам за филмовите кои се занимаваат со расизам, извршиле силно влијание врз општествените токови во својата улога на општествено-политички коректив. Несомнено е и силното влијание на формирањето на индивидуалната свест кај луѓето, психолошкиот развој на личноста, особено на помладата популација. И истовремено тие филмови се сугестивна историска читанка, од која многумина може да научат многу. Веројатно често сте го слушале прашањето дали филмот го менува светот. Тоа би се свело на чиста риторика и затоа мојот личен став е дека филмот е медиум чија што примарна задача е да поставува прашања и тоа со помош на алатките на уметноста. Ако пак со тоа влијае на реалноста, дотолку подобро. Само прашање во која насока ќе влијае. И не сме да се заобиколи фактот дека значаен број филмови испраќале и пораки кои се во спротивност со основните општествени норми, задирале често во сферата на неморалното, во насилното, во криминалното. По новата филмска стварност се почесто и поексплицитно зборува за јазикот на контроверзноста, субверзивноста, за гранични теми во новата цивилизација, за она што само пред 50 години беше табу зона. Уривањето на стереотипите се чини еден од приоритетите на филмската уметност. Се разбира, се уште сум на становиште дека без артикулирана уметност ниту една баналност нема да се надмине, ниту да се урне. Бидејќи теоријата без примери нема многу да помогне, ќе набрам уште неколку битни филмски дела, токму такви кои својата уметничка компонента доследно ја проследиле во третирањето на проблемите на расизмот. Бојата на пурпурот и Шиндлеровата листа,
на режисерот Стивен Спилберг остануваат тематски и уметнички класици. Како еден од највештите режисери кои се чини со леснотија се зафаќа со продукција на филмови за расистички тензии во современа Америка е Спайк Ли. И неговите филмови Do the Right Thing, Malcolm X и Jungle Fever. Овие филмови фрлаат безкомпромисен поглед на анатомијата на расните немири. Политичките говори на Мартин Лутер Кинг Спайк Ли ги артикулираше со уметнички начини. Неговата перспектива се движеше во она меѓузона на расистичките пикантерии кои ги немаше во политичката сцена. Спайк Ли практично како да ги наслика пораките на Лутер Кинг од типот насилството е неморално затоа што оружјето му е омразата. Тој тоа го цитира во филмовите. Во Do the Right Thing и буквално отсликува една забелешка од Малком Икс, кој вели во Америка има многу добри луѓе, но има и многу лоши луѓе. Во се изгледа дека лошите се оние кои имаат власта. Спайк Ли покрај тоа што е прецизен и што е луциден, пружа со неговите филмови колку да се сериозни и забава. Класичната, а ова е господинот Спайк Ли, класичната филмска литература од 60-тите години срамежливо зборуваше за расните проблеми. Пример е филмот на Роберт Малиган Да се убие птицата под смевливка, во оригиналниот Mockingbird од 1962 година, во кој отворено се зборува за тврдиот расизам во 30-те години во минатиот век во Алабама. Сепак интелигентната режија и брилјантната улога на Грегори Пек му додаваат на една друга дидактичка, би рекол, димензија на филмот. Овој филмот така наречениот американски реализам, кој зборува за покрај расизмот, зборува и за невиноста на детскиот свет, засенет од злото кое го прават возрастните. Уште еден филм со неспорни уметнички квалитети кој зазема престижно место на листата филмови кои знаат што и како тоа да го соопштат. Е филмот Во врелината на ноќта, 67 година, на Норман Джуисон, со Сидни Поати и Род Стејџер во главните роли. Во оваа категорија секако треба да се вброи и германскиот филм Али, Стравот ја јаде душата од 74 на Райнер Вернер Фасбиндер. Акторот е Хеди Бен Салем, кој почина на 40 годишна возраст. Анксиозноста кон обоените дојденци со муслимански вероисповед се уште тлее во германското општество. Ова е еден од филмовите кој тоа јасно го покажува. Фасбиндер успеа да сними филм во кој теоријата за доминантните раси и вродениот под наводници антагонизам ги девастира до гола коска. Само бендисаноста на белата раса и презирот кон обоените Фасбендер го слика во еден филмски микропростор. За него е доволно кафеана, стан и скали. Нема насилство, има само тензија. И тоа е доволно да се посочи кон сета беда на расизмот и на предрасудите. Филмот Али, Стравот ја јаде душата, е филм со мал габарит, раскажан со минималистички филмски јазик, па сепак тоа е филм Голијат, според универзалноста на испратените пораки, како и според уметничката сила. Ова е Фасбиндер. Има една пикантерија околу Фасбиндер и акторот од филмот Али, дека тие биле во врска и дека акторот Али
Хеди Бен Салем се самоубил во 1977 година во некој француски затвор. Ево уште неколку наслови кои несомнено оставаат сериозен белег во третирањето на расните проблеми. Еден од нив е Мисисипи гори, на режисерот Алан Паркер, 1988 година, како и филмот Алан Паркер, Зелена милја, на сите познат, 1999 година на Френк Дарабонт. Од поновата американска продукција, Френк Дарабонт, од поновата американска продукција на тема расизам, популарен и филмот, знаете, се врти се уште актуелен, Green Book, Зелената книга, на режисерот Питер Фарели. Значаен сегмент секако во филмското производство се документарните филмови кои општествените проблеми ги третираат од едно објективистичко стојалиште и кои испратат моќни политички пораки до гледачите, но тие филмови не се во пакетот на ова предавање. Како заклучок, за ангажираниот филм низ призмата на филмската критика, морам да кажам дека за жал, денес кога светот е обременен со страотни кризи во сите сегменти на живењето, филмот се почесто е пазарна стока која се продава за забава. И само ретки автори од време на време навестуваат дека филмот и тоа како може да биде уметност и тоа ангажирана уметност. Јас не сум голем оптимист, но професијата ми мора да ме укори и да ми каже дека треба да бидам обратно.